Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот без ресор задолжен за комуникација и транспарентност и отчетност Роберт Поповски. Господин Поповски, во јавноста има перцепции дека е зголемена отчетноста и транспарентноста за разлика од вашите претходници. Од алатката за отчетност за трошоците на владините функционери дознавме дека има министри кои по ресторани, например, потрошиле по 6.000-7.000 евра, за разлика од други кои потрошиле по неколку стотици евра. Зошто изостанува одговорност за разликите во трошоците на министрите? Оние што имаат обврска да патуваат, да пречекуваат делегации, нормално имаат поголеми трошоци во вкупната сума. Но погледнете го внимателно наративниот извештај и ќе видите дека никаде нема злоупотреба кај никого. Се штеди максимално, се троши многу внимателно. Она што мора да се направи, се спие во објекти кои што се рангирани просечно или малку надпросечно. Сите се внимателни и токму тоа беше поентата на алатката. Ова е една самоконтрола од наша страна, не само на првите функционери во државата, туку и на директорите на јавни предпријатија, задолживме многу функционери и дава извонредни резултати. Еден од шампионите во трошоците беше тогашниот министер за животна средина Садула Дураки. Кога по слободен пристап побаравме да ни се достават фискалните сметки, одговорот од министерството беше дека немаат доволно човечки ресурси. Колку ова е во сооднос со заложбите на владата за транспарентност? А што се однесува до начинот на кој што функционираат институциите, тука дефинитивно треба многу големо подобрување да има, бидејќи транспарентност и отвореноста на владата и тој концепт подразбира не само на првите луѓе или носителите на јавни функции или министрите и сите оние задолжени функционери да бидат отворени, туку институциите. Се случува многу често. Администрацијата да не е подготвена да ги презентира фактите и аргументите на начин на кој што ние тоа го очекуваме. И тука дефинитивно многу треба да се поработи, затоа што ако не функционира остатокот од системот, вие не можете да говорите дека сме постигнале онаа транспарентност која што им ја ветивме на граѓаните. Меѓутоа, коректно е владата која што себе си се смета и се промовира како максимално транспарентна да најде начин како директно да комуницира. Редовно, секој функционер мора да комуницира со граѓаните, со медиумите, со новинарите. На тој начин ќе се избегнат сите вакви шпекулации, проблеми или впечаток некаков дека нешто недоволно се презентира во јавноста. Од друга страна има транспарентност за советниците на премиерот, иако цел на критики беше нивната бројка и компетентност. Зошто изостанува отчетност за нивниот придонес? За тоа, кој колку испорачува, знае премиерот и тој оценува. И многу добро знаете дека и неговиот став јасно ви е презентиран, дека многу внимателно го слуша гласот на јавноста, ги оценува луѓето што ги ангажирал. И сега знаете дека има измени во составот на советниците во неговиот кабинет. Што значи дека јавноста е целосно информирана за тоа кои се луѓето и што работат во интерес на кабинетот на премиерот. Да, сменети се 8 имиња од претходната листа, но ИФИМЕС не беше ставена со образложение дека било организација, а не лица. Дознавме по 2 години за ИФИМЕС дека е од почетокот. Дознавте во моментот кога беше ангажиран? Не. Да. Не, министре. Да. Кога ќе се постави прашање за индивидуа, советник е едно. За друг вид на ангажирање е друго. Што значи како биле поставени прашањата, така биле добивани одговорите. Акцијскиот план кој го најавивте содржи проактивни и безбедносни мерки. Дел од проактивните мерки се однесуваат и на соработка со медиумите. Дали владата е таа која што треба да дефинира професионални стандарди и да оценува дали некој медиум или новинар работи согласно тие стандарди? Никогаш тоа не смее да се случи, не само оваа. Ниту една влада не смее да помисли да оценува работа на новинари и на медиуми. Секој член на владата има право некогаш, кога е засегнат лично или професионално, да искоментира работа на медиум или на новинар. Исто така, постојат законски одредби кои што можат да бидат искористени од секого, доколку некој смета дека некоректно медиумите се однесуваат. Меѓутоа да се оценува
паушално работата на медиумите, тоа не е дозволено и тоа не е примерно за било кој носител на јавна функција. Што е со оние медиуми за кои што ќе се утврди дека шират дезинформации и лажни вести? Кога станува збор за овој стратешки концепт кој што заеднички ќе го договараме, да нема никакви стравови дека било каква регулација, обид за регулација, импутирање на пари за кампања ќе направиме, не. Заеднички ќе договараме чекор по чекор како понатамо. Во минатото пазарот беше контролиран преку владините реклами. Сега најавувате модел за поддршка и продукција на медиумски содржини за борба со дезинформации. Што подразбира тоа? Дали ќе се издвојуваат пари за оваа намена? Нема владини реклами. Нема и нема ни да има. Нема пари, владата нема да троши пари, никогаш нема да троши пари за владино рекламирање во медиумите. Меѓутоа, постојат форми и начини како да направиме концепт и стратегија. Има многу фондови кои што можат да дојдат однадвор да ги поддржат тие кампањи. Тоа не се кампањи ни приближно. Никаква допирна точка нема со оние така наречени кампањи на владите на Груевски кои што беа всушност корупција во медиумите. Директно трошење на пари за контрола врз медиумите. Дополнително на социјалните мрежи дозволено е и законски е дозволено да се најде начин како да се промовираат некои проекти. Трето, ќе ги замолиме и ќе побараме заеднички со медиумите. Ако обмислиме некоја кампања, ќе побараме таа да биде емитувана, презентирана, без да се бара надоместок за тоа, бидејќи од јавен интерес. Затоа велам, немајте никакви стравови дека не знам какви пари или баснословни суми ќе се трошат. Дополнително, доколку се потрошат и некакви средства, говорам во делот на онамо каде што е дозволено, на социјалните мрежи, многу јасно и јавно ќе биде објавено како што точно беше објавена сумата што владата ја потроши за референдумската така наречена кампања. Акцијската група споменавте дека ќе соработува со сите платформи на социјалните мрежи. Дали и за таа намена ќе се издвојуваат пари за спонзорирање на некакви содржини? Ќе се договараме заедно што правиме. Каков тип на едукација ни е потребна, каков тип на едукација на вработените во институциите. Самите говорите дека барате некои информации и заради образложението како беше, нема капацитет во некоја институција да ги добиете. Ма не е само капацитет. Нема знаење, има страв, не знаат да комуницираат. Значи ќе мораме да ги научиме луѓето и како да комуницираат, и како да препознаваат лажни вести, а кампањите на крај доаѓаат, од кога ќе процениме можеби дали е потребна или не е потребна. Ако може и без кампања да има резултати, не ви е потребна кампања. Меѓутоа, што и да правиме? Вие тоа многу добро ќе го знаете и ќе бидете активни учесници и соучесници на сите чекори што ќе бидат преземени. Дали акцијската група ќе се бави само со информации кои се однесуваат на владата? Не може да стане збор само за информациите што се поврзани со владата или ги презентира владата. Меѓутоа, ние нема да вршиме влијание на тоа како се презентираат другите информации, треба да ги детектираме проблемите. Многу блиску треба сите да соработуваме со оние организации што имаат сериозно искуство во препознавање на лажните вести. Факт-чекинг организации имаме ние многу респектабилни во Македонија. Затоа велам, треба заеднички сите. Како може акцијската група да одлучува за дезинформации и лажни вести кои не се однесуваат на работата на владата? Нема да одлучува. Акцијската група има обврска да ги подобри перформансите на институциите. Нема таква намера да одлучува кои се лажни вести или каков тип на дезинформации. Тоа е работа која што ќе ја договориме заеднички по кој принцип ќе ги утврдуваме таквите појави. Нема намера владата и државните институции, сите што се здруживме заедно, на таков начин да се однесуваме кон информациите што циркулираат. Но наша работа е да го подобриме квалитетот на информациите, што ги пласираме. Наша работа е да внимаваме да не бидеме хакирани, така. Наша работа е да внимаваме како комуницираме и со граѓаните и со медиумите, да бидеме секогаш на услуга на барањата за одговор, прашања, интервјуа и така натаму за комуникација, но исто така мораме да внимаваме и кој се може да ни упадне и да ни направи проблем и да не злоупотреби. Сепак државата треба ние да ја штитиме број еден. Безбедносните мерки, меѓу другото, предвидуваат и безбедно користење на интернет, службена електронска пошта, службен телефон за сите државни службеници. Дали тоа значи дека досега немаше такви мерки? Па вие кажете ми, сте виделе досега такви мерки некакви?
За кого зборуваме сега? За оваа влада. Оваа влада има некакви протоколи безбедносни, меѓутоа тие треба многу подобри да бидат и да претрпат сериозни корекции. Меѓутоа, за која? За претходните влади на Груевски. Таму немаше ни комуникација. Со кого тие комуницира? Какви протоколи? Бункери се направени од неговиот поранешен кабинет и од просторот на владата, влезете, погледнете и видите. Блиндирани стакла ходници за какви? Тоа може би го сметале за безбедносен протокол. Може и некој нуклеарен напад мислеле дека ќе им се случи. Со пари на граѓаните потрошени. Дали по пропустот, еве во случајот со руските пренкери и премиерот Зоран Заев, е утврдена одговорност во надлежните служби во владата? Знаете како? Прво е подобрена целата таа безбедносна комуникација. Меѓутоа, не само Зоран Заев, вие многу добро го знаете Зоран Заев, колку е отворен човек, колку комуницира со сите, и не само тој, туку и сите ние. Немојте да барате од нас да престанеме да комуницираме. Меѓутоа, ние тој ризик го преземавме. Ние не функционираме по методот уште еден мандат по секоја цена. Не, поставуваме стандарди во општеството. Стандардите значат одговорно владење. Одговорно владење значи отворено владење. Отворено владење значи увид во сите активности, во трошењата, во парите, во политиките. Грешиме, луѓе сме, ама никогаш не смееме да се затвориме и да не комуницираме. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.